Ова е генералниот конзулат на Република Бугарија во Битола. Отворен е 2006 година. Бугарија, најсиромашната членка на Европската Унија, истовремено и најкорумпираната членка на Европската Унија. Објектот во кој работи бугарскиот генерален конзулат во Битола е познат како Битолскиот трезор, кој изграден во 1932 година, кога Вардарска Македонија беше во составот на Кралството Југославија. Објектот е проектиран од еден од најпознатите архитекти во Кралството Југославија, Богдан Несторовиќ. Зошто Бугарија барала конзулатот да биде сместен во овој објект? Во однос на македонско-бугарските односи, проблемот на Бугарија е македонското национално малцинство во Бугарија, која таа го негира и со цел да не му даде национални права. Но бугарската држава дошла до заклучок дека во негирањето на македонците во Бугарија ќе биде поуспешна доколку ги негираат македонците и надвор од Бугарија. Во цела Македонија и надвор од Македонија. Секаде во светот. Бугарија тврди дека през 2 август 1944 година немало македонски национален идентитет. На 2 август 1944 година Македонија се уште беше под бугарска окупација во Втората светска војна. Како и цела Југославија беше окупирана или беше под власт на домашни поддржувачи на фашизмот. Па како од такви домашни политички околности на 2 август 1944 година се појави македонски национален идентитет, ако не постоел претходно. Наједноставен доказ за тоа е книгата за македонските работи на Крсте Петков Мисирков, издадена во 1903 година, напишана од човек од Егејска Македонија. Бугарија тврди дека македонците се проект на Тито
со измислена историја. И за тоа имале докази. Но тие докази се документи издадени од бугарската држава. Потврдувам, издадени од бугарската држава од 19 и 20 век. Во 1920 година Европската Унија ги прифати бугарските барања како барање на Европската Унија. И Европската Унија прифати бугарските барања внимателно да се следат во преговарачкиот процес за членство на Македонија во Европската Унија. ЕУ сугерира Македонија да покаже политичка волја и храброст, затоа што земја кандидат не треба да внесе во Европската Унија отворени прашања со земја членка. Дали Македонија да влезе во бескрајна игра со бугарските услови вета? Големите сили членки на Европската Унија имаат донесено стратегиска одлука во наредните 10 години да нема проширување. За Бугарија македонците се бугари. Република Македонија е втора бугарска држава. Македонскиот јазик е дијалект на бугарски јазик. Бугарските фашистички злосторства во Втората светска војна за бугарската држава се граѓанска војна меѓу левите и десните. Внесувањето на бугарите во уставот ќе биде врата за уништување на македонскиот национален идентитет. Внесувањето на бугарите во уставот е само капка во море, од оно што Бугарија ќе го бара од Македонија, се до уништување на се што е македонско. Македонија треба пластично да ја запознае европската и светската заедница за тоа. Затоа е потребно Македонската академија на науките и уметностите, државните институции, универзитетите, професори и сите други субјекти, правни и физички лица, да состават еден документ со кој ќе се разобличи бугарската политика кон македонскиот национален идентитет. Македонија мора да ја алармира меѓународната заедница за геноцидната и етноцидната политика на една земја членка на Европската Унија и да премине од дефанзива во офанзива. Бугарија не обвинува за непочитување на човековите права, а таа е пример за непочитување на човековите права. Има 16 пресуди на судот во Страсбург за македонците во Бугарија. Тие пресуди Бугарија не ги спроведува. Македонија треба да се повлече од договорот за добрососедски односи потпишан од Заев и Борисов од 1 август 2017 година, затоа што таква клаузула постои во договорот. На Бугарија не и требат нови услови, затоа што сите услови се внесени во така наречената француска преговарачка рамка, предлог рамка. И таа преговарачка рамка е ратификувана од сите парламенти на земјите членки на Европската Унија. Европската Унија е нашата цел, но не по секоја цена, по цена на уништување на македонскиот национален идентитет. Низ историјата меѓу балканските народи има многу испреплетени работи. Така има и меѓу македонскиот и бугарскиот народ. Балканските народи формира своји држави околу 100 години пред Македонија да формира своја држава. И ни зедоја од нашата историја се што им се допаѓаше. Така сега сметаат дека имаат стекнато право на тоа. Бугарскиот сон е да ги
земе во својата територија Скопје, Битола, Охрид. Зашто тука е срцето на Балканот. Го сака и Солун, но тоа не смее да го каже, затоа што ќе ја вовлече омразата на западниот свет. Во Втората светска војна, бугарската војска и полиција ги измачува и ги убива нашите водачи. Тоа го прави и сега, но под други околности. Овде сум очи во очи со бугарската држава. И ви кажувам дека во Втората светска војна извршивте многу убиства и измачувања на наши видни македонци, кои се бореа за македонската држава и за македонски национални институции. Во Првата и Втората светска војна, кога ги имавте окупирано Македонија, од Македонија украдавте многу вредно културно историско наследство. Таа политика кон нас се уште не ви е сменета. Имате непријателски однос кон нашиот народ, кон нашиот национален идентитет. Но Македонија 85 години е слободна, со национална свест. Народ со национална свест, со своји историчари и научници. Вие се плашите пред се од давањето национални права на народот во Пиринска Македонија. И вие не напаѓате нас, се плашите да го отворите граничниот премин Клепало кај Берово. Да живее македонскиот национален идентитет, да живее македонскиот јазик, да живее македонската национална историја и култура.